и во разговор со Кирче Лазаров, со наумчи компанија што се сите сега во репрезентација, расположение фино, здрави, ни малце наумче имаше проблеми сега, падна тежок, имаше удар со словенците и така натаму, меѓутоа мислам дека се ќе види со него. Сега на обрвање. Зошто го велам да не филозофирам? Можам јас да филозофирам тука колку што сакате и било кој ина. Меѓутоа да се биде таму на клупа да знам како изгледа, пошто сум бил и селектор, знаете вие. Знам колку е тоа шкакливо и голема бреме и одговорност стои на плечите на Обрван. Зошто? Првата надпревара со Франција. Сега ви кажам зошто. Експертски гледам. Франција и сега ви тврдам дека никогаш на ниту едно големо надпреварување не дошла со полна форма на почеток. Дури да не претерам, ни 50% не се во формата. Значи, тоа е, кога ќе завртиме шанса за нас, ние да дојдеме со 100% и да влеземе со полна сила, да пробаме да ги изненадиме. Меѓутоа, што е сега опасност? Во секој случај ние и да добиеме и Франција, не знам како, пак ние мора да добиеме Србија на крајот. Значи, се сведува на тој последен надпревар. Сега, како ќе ги распореди силите Обрван и играчите до Србија, до последниот надпревар, дали ќе се удрите веднаш за тоа е психолошки многу е добро за репрезентација, доколку успееме барем не бод да излечиме со Франција, тоа е за нас и то како. Полска домаќин, на страна тоа што има извонредна репрезентација, слабоста кај французите не ја гледам, ајде да кажем слаби страни. Слабоста не ја гледам кај французите во играчкиот или во стручен кадар, меѓутоа тие кохезија нивна на почеток можеби нема да биде во тој, бидејќи тие се многу единствени, многу силни кога веќе завлегва првенството во тек. Така да на почетокот може тука да се. Во Полска слабо место е селекторот, тоа го тврдам, додека на ниту едно да не знам се да ви кажувам со имиња од крилата па преку Лиевски, Бековите, Јурецки и така натаму, и пикерска позиција секаде се пополнети изворедно. На можеби неколку ткачи компанија што нема да играат и фалат. На Полска меѓутоа домашен терен. А пољаците се многу, сум играл со нив не знам колку пати, се остро, груби, да не речам груби, ама груби се. Играат и грубо. Сега, а веднаш после тоа треба да играме со Србија. Еве го целиот тој историјата како треба да дојде. Сега јас ова е лесно тука да кажувам, меѓутоа тоа треба да се одработи таму. Веројатно и Обрван сигурно не е, веројатно сигурно има повеќе информации за сите тие од мене. Србија е ранлива репрезентација. Дејан Периш ми беше соиграч во Пелистер, заедно браневме во Пелистер. Го знам многу добро. Знам колку е тврдоглав и колку е работлив, што е многу битно за млад тренер. Најбитната карактеристика по мене, од секој што сум ме почитувал кај некој, е работливост. А Деки е феноменален, тој цел ден во состојба да седи, битер од татком. И има млади играчи, кои што мислам дека ќе го послушаат, ќе формира една војска, да речам таква, која што доколку до последниот надпревар, тоа е балкански сепак менталитет наш, и доколку останат единствени до последниот надпревар, да нема кавги, да нема големи варијации во надпревари, губења, вакви, такви, расправија во екипата. Разединување, многу тешко ќе не биде. А доколку има пред тоа нешто овона, тоа е веќе друга работа. Да не заборавиме, ние, јас колку што сум, и во Доха бевме, во Катар, највозрастната репрезентација. Мислам дека и нова европско првенство ќе бидеме највозрастната репрезентација. Сега, мислите дека не е тој психолошки притисок за играчите, сите се свесни за тоа. Дека е последна шанса за Олимпијада и така натаму. И веројатно последно големо надпреварување на вака комплетната репрезентација нема. Тие сите сега да се откажат или ние да се откажеме од нив. Меѓутоа, сепак во ваков состав ова е веќе последно надпреварување се како ќе се изнесат таа психоза како морање, не би требало, доволно се искусни, имат не знам колку надпревари во нозете, а ги познавам во душата сите играчи наши, мислам од македонската знам дека е, меѓутоа сепак ќе зависиме од овие први два надпревари. Ако дојдеме до Србија, да бидиме во полни играчки состав, да не бидиме меѓу нас с краја да изгубиме многу од Франција, па од Полска, па не знам да се расправаме меѓу нас овона, ќе биде интересно. А иначе јас да не заборам, од се срце посакувам да
да одиме на Олимпијада. Ако некој спорт заслужил, колективен спорт во Македонија, да оди на Олимпијада, тоа е секако ракометот, заради се вложено, а второ, најповеќе што сакам јас, зошто? Заради играчите. Ги знам ови играчи од мали, од сите се од Киро 16-17 години, со мене Лазаров, наумчи од 18, толку мали се тие, ги знам. Толку се посветени на ова, толку се недобриот играч во светот, десен бек во светот, доаѓа прв на припремна репентација на 34 години. И уште што да ви кажам, тоа го нема, тоа е само пример како треба, што е спортист и што е лидер на една репентација. И затоа од се срце сакам и посакувам и на Кирче и на целата наша репентација да успеат и да учествуваат на Олимпијадата. Бидејќи французите ги сакаме секогаш, нивната игра. Иначе не е Франција како школа, не знам. Меѓутоа, од кога е Клод Онеста, има внесено некој шарм, балкански, во кој што се однесува во тој поглед, она што јас го сакам, постојано менување на ритам, менување на одбрани, дури игра и 3-2-1 дури одбрана, што беше незамисливо за Францијата, и сега го игра со Даниел Нарцис напред и Фернандеш, Жером, само сега немам, Жером нема да биде во Полска, нема да игра, не знам како ќе се најде падам. Меѓутоа има експерт до него на клупата за одбрана. Тоа е главната нивна одлика. И мислам дека едниот финалист е тој, Франција. А за другиот финалист има жестока борба. Затоа што има многу репентаци, Данска, како се вика, Хрватска, Данска, Полска, тие се репентации кои што се тука некаде. Малце му треба да експлодираат, ама малце му треба да потонат. Затоа, меѓутоа, имат квалитет и желни се за борба, меѓутоа, докаде ќе истерат, има непознаници. Хрватска нов селектор, пољаците домаќини како ќе се изнесат со психозата, данците со нов селектор се исто така, не знам, ќе видиме кој состав ќе го дадем, се уште не ги знаеме ни конкретните состави, да видиме со кој состави, дали ќе се определат за помладување или ќе одат со проверени сили. Има тоа, меѓутоа мислам дека едниот од финалистите ќе биде Франција. Иначе по моје би требало Франција Полска да биде. Веднаш ако ме прашате, меѓутоа како ќе дојде жребката и вкрстувањата до крај не знаеме. Меѓутоа по моје би требало барем така да биде по-она што го имаат и пољаците, тука се Лиевски, Јурецки, Шмал на голот и така натаму, имаат кружни двајца феноменални топ, на секое место се изворени. Меѓутоа кажа, по мене, нема да сум во право, Бигел, селекторот нивниот е најслабата алка во таа репентација, така да речем, меѓутоа тој си ја внесе германец, си ја внесе таа германска дисциплина кај нив. И тие се дисциплинирани борци, а од секојаш биле, тоа ви кажав, груби и остри борци, имаат остра, многу добра одбрана и кога ќе грмнат десетини илјади грла, малце поинако дело. Да, во секој случај, нормално. Не секоја, ама секоја втора сумлива топка ќе оди на нивно конто. Мислам дека ќе биде тоа Полска со ова, меѓутоа првенството е долго, прво да видиме со какви состави ќе дојдат, да се почне да преварите на првенството, па ќе видиме после. Нема некоја, апсолутно некоја што би можело да се, не знам, да се издвои некако. Мене повеќе ми изненади Србија ваму расправиите помеѓу нивни, помеѓу играчите и селекторот, Перич со Илич, компанија таму што се воини и така натаму, особено со воин, бидејќи имаат тие квалитет, за среќа наша нема да биде комплетен тој квалитет, и се ние дали ќе го искористиме, да ќе видиме. А дека некоја репентација имала за изнедување до сега до Европското првенство, не знам, не би рекол. Европското првенство е многу неблагодарно да се прогнозира и да се експертски, како да кажем, да се анализира, како што ќе биде сега, што ќе пробам јас да го правам тоа. Затоа што појако е и од европско и од светско првенство и така натаму. Значи, многу е различно. Сега како ќе тргнат работите на почетокот, не знам, ќе видиме затоа. Да посакам на репентацијата пласман, нека биде тоа честитка од мене и за нив, и за воопшто за гледачите, сите граѓани наша држава. Честит новата година, честит Божик, Христос се роди и за многу години да биде сите, да бидеме здрави, живи и весели.